Во однос на пристапноста на архитектонските бариери во нашиот град, повеќе години Мобилност Битола работи на ова проблематика. Во 2002 година беше еден поголем проект кој беше финансиран од УСЕЙТ, односно од ИОМ, кога се направија 13 поголеми рампи и 35 адаптации на тротоарите. Гледано најмногу на јавните институции, во нашиот град состојбата не е задоволителна, бидејќи општината е непристапна, музеот е непристапен, Домот на културата е непристапен, за среќа пристапна е МВР, со посебно собата за шалтери, пристапен е основниот суд, пристапни се релативно факултетите, потоа Агенцијата за вработување и пристапни се повеќе, направени се повеќе интервенции на главната улица на Парко за обарање на тротоари и влезовите од другите улици. За општо во градо направени се услови, доста е обележен паркинзи за обележување, значи паркинзи за лица со инвалидност и вертикална и хоризонтално облежување, а во тек се обарање на тротоарите на повеќе раскрсници и на други места кај што има. Се надаваме дека тој процес ќе биде подобар во иднина. Значи се работи, меѓутоа не со на темпо кој ние го пожелуваме. Од 2007 година, кога беше донесен законот за градење, нажалост, сега немаме и ратифицирана Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, не можеме да приметиме поголеми интервенции на инспекторските служби, за да тие бидат релевантни во моментот кога се градат нови или се прават адаптации на постоечките објекти. Има во последно време тенденција на добра волја, декларативна, значи се уште нема на во суштинско, кај што она што е законска обврска да се спроведи. Значи, од 2011 во точката број 9 од Конвенцијата е децидно опишана, пошто таа е влезена во состав на законската регулатива, значи во легислативата на Република Македонија, не е потребно, него мора да се спроведува според закон. Нажалост, инспекцијските служби или се неажурни, или не добиваат, се стопирани, да не речам така груб збор, и треба тие да си ја вршат работата и да се надаваме дека во иднина тоа добро ќе оди понадобро. Иначе во последно време имаме добра волја и од општината, еве сега и од музеот, дека пристапот кон културното наследство и кон функционалноста на разни институции ќе се подобри. Меѓутоа, тоа и од други институции го слушавме повеќе години, не се направи. Иначе има во Македонија има и доволно фирми кои можат да го изведат, односно биле прави партнери, заедно со нас да се совладуваат, значи да се совладува пристапноста, која е многу поширок поем од самиот поем архитектонска бариера на лицата со инвалидност. Најприоритетни мерки, мислам дека во државните, беше императив под број 1 да биде најпристапна општината. Значи, како место кај што народо го искажува своето гласот на народо. Значи, пошто лицата со инвалидност се дел од народо, и тоа е еден поголем процент, зборуваме за разни типови на инвалидност, значи не само физички инвалидност, него и за слепи, за глуви, за ментално, значи и нивните фамилии, тоа е една значителна бројка на луѓе кои би сакале пристапноста, односно бариерите, да не постојат или максимално се ублажат.
во одно себе на културата, стварно кон културното, кон материјалното и духовното богатство, стварно пристап никаков. Значи секој би сакал да оди на театар, да види представа, да ја посети, имаме Хераклеја, ги имаме и низа други. Нажалост не може, а има услови, постојат. И ние видовме на последната наша работилница дека во свету на разни начини тоа го решаваат. Сега се надаваме дека добрата волја ќе дај добри резултати, односно дека од зборови ќе се премени на дела кои ќе останат во трајност.